Што учат учениците од учебниците? Дали очекувавме реформи, а добивме проформи? Дали и колку образовните реформи се адаптирани според потребите на учениците и на општеството? Образовни проекти за интерес или за придобивки? Дали призмата на вредностите и поимите кои што се користат во македонските учебници ја развиваат граѓанската перцепција кај учениците за потоа да можат да се вклопат во општествените процеси и да делуваат граѓански? Колку јавните критики за образовните реформи ќе стигнат до надлежните и кој ќе ја понесе одговорноста за грешките, абсурдите и аномалиите кои што се најдоа во учебниците кои со години потикнуваат дискриминација, етнички поделби и предрасуди. Во Республика Видео подкаст разговараме со господинот Сафет Незири, државен советник во Министерството за образование, и со професор Душко Стојановски од гимназијата Орце Николов. Господине Незири, на почеток, ако заедничка цел е градење на општество заснувано на знаење, тогаш што добивме со реформите како наставни програми по Кембридж, екстерно тестирање, компјутер за секое дете, кои што реално наидоа на низа критики? Да, точно е дека реформите што било направени во таа насока била со умисла да се поправи, односно да се исправи некои грешки во минатото што било. Единствената цел на овие реформи било е да се подобри образовниот систем во Република Македонија. Без разлика на тоа како се одвиваат овие процеси, не можеме ние генерално да кажеме дека се лоши, но има елементи, односно има делови од реформи каде во целина или во поголемиот дел од населението, односно на таргет групите, почнувајќи и од родители, ученици, односно другите деца и наставниците, покажуваат на некој начин отпорност кон овие реформи, а конкретно можем да кажем, особено за екстерно тестирање, и заради тоа би требало фактички институционално да се размислува во таа насока како да се подобрат тие превземени реформи до сега што било направени, да се подобрат, односно да се става инвестицијниот пат за реформирање на нашиот образовен систем. Но добар дел од наставните програми покажаа некомпатибилност со нашиот систем, покажаат голем број на аномалии и на пропусти. Еве, може, например, да се споменат за подсетување неколку примери во делот на абсурдни толкувања за власт, за општеството, потоа предрасуди и спорни дефиниции за човековите права, општество каде што татковина е состојба за поседување на земја, по некоја дефиниција, пубертетот доаѓа со торта што ја направила мама, или можеби лојалните граѓани мора да се откажат од својата слобода. Значи, дали овие аномалии и пропусти практично покажаа дека не сме направиле доволно во однос на овие реформи кои што се најавуваат на голема врата како едукативни и кои што ќе влијаат на подобрување на квалитетот во образованието? Све зависи како ги сфаќаме и ги перцептираме реформите. Мислам дека најдобра реформа за да имаме успех во еден образовен систем од било која држава, треба да почнеме или да почнеме наставните програми, односно од учебникарството. Дефинициите, начинот и формата и методологијата на пишување на еден ученик, кој што ученик би требало да биде пред себе многу прифатлив за ученикот, тој за наставникот, за да има успех и наставникот и ученикот од другата страна. Тие појмови, дефиниции, наставни содржини треба да бидат компатибилни за возраст на ученикот, за потребите на општеството и на државата. Заради тоа не треба нешто да се учи, а кое што воопшто нема потреба ниту пазарот на трудот, ниту државата, па нема општеството во една држава и еден систем за да се изучува тоа што се изучува нашите деца. Може би требало со големи чекори и сериозност да се почне првата реформа, а многу сериозна реформа е да биде реформата на учебникарството. Треба да се знае еднаш за секогаш како се пишува учебник, кој треба да пишува учебник, која е методологијата за пишување на учебник, затоа што поголемиот дел на авторите кои што пишуваат учебникарство во Република Македонија веќе последните 20 години се исти. И грешките речиси неистите ги повторуваат истите грешки.
Професор Стојановски, дали не соодветните наставни програми целиот заострен општествено-политички контекст создаваат опасна и небалансирана подлога за младите луѓе да се оформат како личности, да созреат како индивидуалци со собствено расудување, со јасно артикулирани ставови, без стереотипи, без омраза кон неистомислениците? Значи, јас ќе се надоврзам малку на ово што господинот Незири го зборуваше, се сложно. Наистина треба по ученикарството да почне сериозната реформа, ама јас пак мислам дека она што се случува во образованието и во однос на ова што вие го опишувате, не е заради тоа што тоа се некакви грешки, некаква перцепција кон реформите и пристапот кон образованието. Јас сум убеден дека тоа беше намера. Овие 11 години мораше вака да се вака да функционира, за да може да се создадат послушници од наставници, послушници од директори, послушници од ученици кои што нема никогаш да можат да имаат слобода на размислување, кои што нема да имаат критички однос кон нештота, кои што ќе ги учат и на тој начин само слепо ќе спроведуваат. Или ќе се создава некаква, да речеме, слепа послушност кон некакви институционални авторитети кои што имаат своја посебна цел. А нивната цел не е дека некој мисла дека ќе биде подобро образованието ако тоа е во духот на некакви општествени или државни потреби. Целта на образованието е да создава вистински здрави личности кои што ќе градат општество што е потреба за сите во заедницата, не само за поединци. Господине Незири, учебници полни со предрасуди, стереотипи, јакнење на националната свест и риторика не се нешто непознато на македонската образовна сцена како ја газат генерациите. Меѓутоа, од друга страна, постои национална комисија која што ги одобрува учебниците пред да стигнат во училиштата. Постои посебна комисија со рецензенти, Биро за развој на образование кој ги спроведува реформите. Дали на толку институции кои што може да бидат свој виден контролен механизам, требаше да се дозволат толку крупни грешки и кои потоците влијаат на развој, на дискриминација и етнички поделби. Практично, дали треба да има ревизија и кој треба да понесе одговорност за ова? Јас мислам дека особено со делот кога се направи политиката за едно ученикарство, односно ученици, бесплатни ученици, за учениците тука веќе се поремете тој систем на пишување на ученици. Кога беме се поремете тој систем на пишување на ученици, мислам дека веќе напред во пишувањето на учениците, односно ученикарството, недостасуваше тој плурализам, условно да кажам, пошто кога имаш 20, 5 мина, 10 мина кандидати, компоненти со своји ученици, тогаш доаѓа до истинска квалитета на самиот ученик, односно содржинскиот начин на пишување на еден ученик. Кога сами едните наставници откупува владата, односно Министерството за образование и наука, веќе тука почна да падне, да паѓа самиот квалитет. Дали ќе се носи одговорност? Се разбира дека секој си носи одговорност. Почнато може би од мене, како заменик министер кој се за образование и наука на Република Македонија, до сите чинители во наше општество, во наша држава. Рецензенската комисија може би била една од главните улоги ги имала, значи пред да оди тој учебник во Националната комисија за одобрување, поработи на Рецензенската комисија за контрола. Тука сме имали често пати примери за белешки дека работеле нечинат и не одат како што треба. Како што велите ние многу ученици, а особено во учениците што се интересува за општествените науки, односно општествените предмети, јазичните и хуманистичните предмети, таму ги имаме оние елементи каде што се навредува достоинството често пати со некои неаргументирани факти, историски, географски, социолошки, така натаму, на другата општествена заедница која што живее во Република Македонија. Често пати сме имале реакција и врлање на учебниците на многу училишта од други етнички заедници кои што живеат во Република Македонија. Не сега да ги напоменам сега со име некои етнички заедници во државата, но мислам дека тоа би требало едно од главните причини, не случајно го реков пред малку, значи треба да се осврне огромно внимание за да се пишуваат не сите учебници,
да се ревидираат тие учебници кои што ќе констатираат, многу комисии констатираат дека, пример, учебникот по историја ги има овие недостатоци, учебникот по географија, учебникот по социологија и многу други и општествено четврта година, граѓанско образование и така натаму. Во делот на тоа каде се наоѓа аномалии за ова што го зборуваме, во наставните програми, грешките кои што поттикнуваат дискриминација, поделби и слично. Јасно е дека ние се уште не знаеме фактички да поставиме што е тоа граѓански систем на функционирање и заради тоа и правиме вакви грешки. Ние се уште поставуваме поделби. Една етничка заедница, друга етничка заедница, трета етничка заедница, а ние треба да почнеме да размислуваме дека во граѓански систем сите се едно граѓанство и сите се дел од заедницата и нормално дека програмите мора да ги ускладиме во таа насока. Дека сите треба да градиме заедницата заеднички, бидејќи во неа ние функционираме, во неа ние живееме. Кога ќе излеземе на улица, ќе се допреме со тие што се тука околу нас, нема да се допираме со не знам кој друг таму и нормално дека меѓу себе ќе кажеме извини или ќе кажеме добро утро или ќе кажеме не знам нешто што е сосем најобично функционирање во секојдневието на животот и заради тоа ние фактички наместо да градиме таков систем, ние како што споменувате, ние имаме институции, имаме комисии, рецензенска комисија за одобрување на учебници, меѓутоа таму беа поставени луѓе кои што не беа врз основа на нивното знаење и квалитет, туку беа поставени заради нивната подобност, кои што едноставно ќе си ја исполнеа задачата што ја има. Ако ја имаш ти задачата да одобриш нешто кое што е заради некаква си лоша замисла, ти си прифатил тоа да го направи заради некакви твои лични, многу тесноградни интереси. 80-90% од државната администрација, кои што работи, да почнеме од малку, за мислам за развој на тука зборуваме и во можам да кажам, да ја нагажа за Бирото за развој на образование, значи 80-90% се учат експерти во своите полуми. Во зошто не го казувале тоа до сега? Што молчеле? Тогаш не се експерти. Не се експерти. Тие се само послушници кои што си гледале да се чуваат во земјата. Само да завршам. Пошто тие се државни службеници. Државни службеници тие се во работа со работен однос. Тие имаат вертикална хиерархија. Имаат работодавачи и своји шеф. Секој работи врз база на решение и одлука и наредба на своите работодавачи. Затоа верувам дека не можеме генерално да ги генерализираме дека во државната администрација нема професионалци. Напротив, Македонија има доста професионалци. Само некој треба да им даде слобода и да им даде упас. Слободата не се дава. Треба да се слободата или ја имаш или ја немаш. Слободата е состојба на умот. Значи Македонија има капацитет и интелектуално, и научно, и универзитетски професори, и државни институции, и научни институции да ја тргне државата во правиот насок. Дали образовно, дали економски, дали политички, Македонија има капацитет. Само треба да се консултираат тие институции, тие чинители. Инаку Македонија може да биде да не споредуваме со некоја од најнапредните држави во Европската унија. Може да биде, да, ама сега вие малку сами дојдете во една контрадикција, бидејќи пред тоа зборувавме дека учебниците се нешто кое што навистина има сериозна потреба да се реформира, дека не е она што е потребно, а зборуваме сега дека ние треба да направиме така што ќе создаваме љубов спрема институциите. И сега доаѓаме до институција учебник. И сега тука дојдовме во една пат позиција, не дури мат позиција. Институција учебник, велиме учебникот е сосема нешто кое што не е како што треба, а треба да го почитуваме. Не треба да го почитуваме. Значи, треба ние да создаваме ученик, млад човек кој што ќе има критички однос спрема таквите нешта и кој што, како што велите, ќе има смелост, а ќе има и слобода да каже дека тоа што го пишува учебникот не е она што треба да биде. Слободата никој не ти ја дава, слободата затоа и рековја, слободата е состојба на умот и заради тоа велам јас дека во образованието има многу неслободни. Благодарам за издвоеното време.
Благодарам вас.